на граѓанското општество придонесе колку што и можно повеќе кон годишно отстранување на отпадот и дивите депонии. Нека свеста за заедничките икти предизвици кои можеме да ги надминиме само заедно преко колективно дејствување, отчетност и одговорност превлада меѓу сите нас. Институциите и приватниот сектор промената е видлива и конкретна. Министерството за животна средина и просторно планирање секогаш ги поддржува ваквите иницијативи, така заедно ја градиме свеста дека грижата за животната средина треба да стане секојдневна навика на сите нас. Целосно посветени на воспоставувањето на регионалниот систем за современо управување со отпад. Веројатно следи, ве молам да останеме на темата. И бидејќи ќе треба да тргнеме сега и со чистењето. Не чекаат 200 ученици доле, не чекаат уште 800 волонтери натаму, ве молам. Само да коментирам кој што река. Апсолутно. Тоа не е ниту надлежност, ниту пак афинитет. Ако ме прашате за мојот став за балансер, ќе ви одговорам, а што рекол Бујар Османи, не знам. Не знам, искрено да ви кажувам. Тоа било во емисијата на Пулс. Не мислам дека воопшто е рушење, бидејќи балансерот, така како што беше, всушност водеше кон корупција и криминализација. Всушност, назначувањето на највисоките функции го лоцираше во раците на поединци. И тие стекнува енормна султанска моќ. Што е беше наведено. Да бидам искрена. Тоа е првото, второто што беше? Не резидентно. За тоа не можам да ви одговорам. Прво, мора да знаеме дека во правото ниту еден закон, ниту една одлука не може да има ретроактивно дејство, туку само може да важи понатаму. Прашањето е комплексно. Има држави во кои што има двојни државјанства, има држави во кои што нема, има државјани каде што имате земје каде што има туристички визи. Сите ние имаме проблем денеско со вработувањето соочени со екзодусот и имаме потреба од работна сила, се работи за човечки суштества. Румен Радев, што очекуваат тие, знам дека бугарскиот народ очекува стабилност, очекува реформи, очекува борба со корупцијата и криминалот. До сега владите беа стабилни, нема одговорност, личија на оние на третата и четвртата Француска република, а ние ќе имаме соговорник стабилен со кој што ќе можеме да разговараме. Очекувате подобрување? Али очекуваме подобрување на односите ќе зависи од соговорниците. Главна уште ова, да, во Ереван имав средба со председателката Јотова, изгледа кога е на маргините и кога е надвор од политиката, и говорот е поинаков, беше пријателски, беше женски, беше инспиративен, беше ветувачки и сега забележав дека наскоро липите ќе цветат. Можеме да Да. Ајде сега на работа на труд. Децава помина